Навистина вчера не фати едно невреме во временски интервал од 15 на 20 минути. По информациите со информациите со кои што располагам јас, станува збор за врнежи од дожд од над 70 литри на метар квадратен во тој краток временски интервал. Тоа е нешто кое што нити една атмосферска канализација може да го прими во тој временски интервал за 15 минути и затоа се случи да имаме поплавени делумно улици, особено во најнискиот дел од градот, каде што не се најниските коти, дополнително отежнување и проблем на одводнувањето правеше градот кој што падна. Во долните делови од градот имаше насобрано 30 сантиметри мраз, кој што моравме да го расчистиме уште од вчера, веднаш по кратките поплави и краткото невреме, екипи од територијалната противпожарна единица и од комуналното предпријатие Комуналец Струмица беа на терен, го расчистуваа патот. Дополнително го надгледувавме одводнувањето за време на невремето и после невремето и може да заклучиме дека 30 на минути по невремето улиците беа исцедени од вода, што значи дека новата атмосферска канализација на дел од улица Младинска функционира, каде што цевките беа заменети од ФИ-200 со ФИ-800 и дополнително нешто што помогна во вчерашното невреме е чистењето на трупот на река Таркајна и давањето нивелација на поројот Крушевска република на потегот од Климент Охридски до уливот во река Таркајна. Затоа имавме брзо одводнување во градот. Нормално тој период од 15 на минути беше страшно за гледање по улиците, но сепак нема никаков простор за паника. Имаме пријавени поплавени подрумски простори 7, односно 8 до општината и до комуналеци и до противпожарната единица, каде што веќе е испумпена водата од тие подруми и оштетени електрични броила имаме едно. Така да не станува збор навистина за нешто што е страшно и навистина нема простор за паника. Во кој потек е заминета атмосферската канализација на улица Младинска и што останува да се замени? Кој дел од улицата, колкава е должината? Така. Околу 400 метри имаме направена реконструкција на атмосферска канализација после 40 години на потегот од Лав Комерц, стариот дуќан на Лав Комерц, до уливот во поројот на Крушевска република и таму навистина функционира. Ако порано, дури и при помали врнежи од дожд, имавме задржување на водата на улицата, некаде 5-6 сати, вчера за половина час водата беше исцедена, односно од атмосферската канализација на тој потек од улица Младинска беше одведена, одводнета улицата во поројот Крушевска република. Нормално дека имаме и други потреби од реконструкција на одредени зафати во понискиот дел од градот, секако и во населените места. Вчера овде сакам да потенцирам дека најпогодено населено место беше Куклиш и денеска имаме со комуналец расчистување на мразот околу училиштето во самото населено место. Имаме од другата страна, другиот дел, другата половина на улица Младинска, каде што веќе го димензионираме проширувањето на шахтите. Други некои опасности, како што се непрочистени канали, немаме како што сме имале порано, затоа што навистина солидна сума на средства потрошивме и многу енергија и многу време со огромна механизација за расчистување на поројот Крушевска република и секако на цела река Таркајна. Веќе се работи на реконструкција на поројот Крушевска, односно на улиците на Крушевска република. За колку време е предвидено да се заврши овој замак? Тоа е нешто што е дефинирано во самата јавна набавка и компанијата која што беше одбрана по пат на јавна набавка има рок од 1 година да ја заврши комплетната реконструкција на улиците, дополнително затоа што не беше предвидено поставување на сливници во првичниот проект за уредување на поројот Крушевска република на потегот од кружниот тек кај Евана до Бунарот, знаат струмичани за што зборувам. Сега се предвидени тие сливници и истите ќе бидат имплементирани, со што дополнително таа атмосферска вода ќе биде опфатена и одведена во поројот. Има ли предизвици општината нешто што останува како прашање, што кога станува збор за природните непогоди, односно кога станува збор за обилните врнежи? Што би е по програмата или по плановите што треба да се направи дополнително за да биде градот мирен кога станува збор за вакви
Она што за нас е важно како институција, за мене како градоначелник, за општината, за граѓаните нормално, но посебно и за јавното комунално предпријатие, е да системот функционира. Атмосферската канализација при такви обилни врнежи од дожд мора да функционира и тоа ни е примат. И кога гледаме дека функционира, значи може да бидеме задоволни. Ако сме имале резервирани средства, 500 и 600 илјади денари за уредување на атмосферските канали, порови и канавки низ населените места, сега имаме 2 милиони денари, дополнително таа сума ќе се зголемува за нормално тековно одржување за истите и гледаме колку ни се важни. Иако, ќе повторам, станува збор за еден момент на паника кога беа стварно силни врнежите и обилни од дожд и мраз, но видовме дека сведоци сме сите за неколку минути по завршување на истото беа исцедени улиците и тоа е благодарение на токму на тоа расчистување на одводните канали и канавки.